На 20 километри од Македонски Брод, длабоко во поречието, покрај реката Треска, се наоѓа селото Лак, каде Лидија Михаилова од Скопје веќе десетина години живее и твори уметнички дела, на кои што се нацртани македонските народни носии. Прво ја запрашавме како и зошто се преселила токму тука. Морам да ви кажам на почетокот дека јас имам една хоби, може би малку чудно за жена, јас сум рибарка. И доаѓавме овде кај ни пријатели, ми се бендиса местото, пошто доаѓавме на Треска по риби, ми се бендиса местото и рекоа дека се продава. Тоа беше четврток или петок, јас се вратив во Скопје, во понеделникот поднесов барање за кредит и дојдов си го купив местото. И тука сакам да живеам. Убаво ми е. Еве цело зима сум тука, имам дрва, имам ќумбе, имам се што ми треба, луѓе, комши, мирно е, тивко е и преубаво место е. Цвеќиња, таписерии, разни украси. Дворот е претворен во вистински мал рај. А додека внатре, во оваа куќичка, Михаилова ги твори своите дела со слики на народни носии, а за да ги нацрта употребува исклучиво лак за ногти. Голема е желбата да ги имам носите, меѓутоа мала е финансиската можност да ги имам, затоа јас сакам да ги цртам, ме исполнува тоа што ги работам с нив, а најповеќе ме исполнува тоа што овие цртежи одат низ цел свет. Значи сегде кај што има наши луѓе во диаспората, си ги купуваат овие, си ги носат. Тоа ми уште поголема сатисфакција ми е. Цртате исклучиво народни носи? Да, исклучиво народни носи, затоа што тие ми се инспирација, тие ми се порив, секоја носија си е нешто посебно и не можеш една иста да направиш, секој село си има посебно и тоа ме инспирира, тоа ме тера уште повеќе да работам. Јас имам каталог од 60 на носии и сите нив ги цртам, дали е на даска, дали е лажица или па магнети, си ги изработувам и ми ги барат. Поготово ми ги бараат игралните друштва, кога одат негдека на турнеја надвор од Македонија, подароци носат. Сите ги работам исклучиво со лак за ногти и на дрво. Тоа ми е, дрвото ми дава топлина, на домот, а носијата е нели еден дел од домот некогашен. Значи со овие правам спој на сегашноста и некогашноста. Изработува и таписерии од волница. Големината е во природна големина. Си купувам волница, си ги имам, пошто имам каталог на таписериите, си ја исцртувам и почнувам да ја везам. Овие си ги правам и јас самата, пафтите јас сама ги правам. И овие сама си ги правам, значи се ова што се гледа овдека е моја лична изработка. Затоа што тоа ме исполнува. Колку време е потребно да се изработи на ваква таписерија? Па, интензивно не ја работам, затоа што повеќе ја работам зимно време, кога е поладно, седнувам, нели, кој ќе седнеш да везиш, на друг начин е, а инако па 1-2 месеца ми требаат. Народните носии ги црта на лажици, лејки, разни дрвени даски, на шишиња. Таа е самоук уметник и со ова се занимава веќе десетина години. Ова стомна, например, 2 дена ја сечев да биде на половина, за да имам 2, да можам на зид да ги ставам. Лажиците јас ги цртувам и ова го работам јас. Значи сето ова, овие овдека се делови од женските блузи на градите што се. И тие ги исцртувам, сакам да го имам и тоа. Лажиците ги исцртувам јас. Таа пафта ја купив, а овие пафти јас си ги изработувам, затоа што се премногу скапи и премногу тешки да ги ставам на таписеријата. Затоа ја ги изработувам. Барав негдека да најдам и ова вретено и си го купив на крај крајва. Сега морам да ви кажам, ова синоќа почнав да го работам, значи се уште не е готово, ќе го доработам. Сакам да ви кажам и ова. Ова е игла која носи невестата во галичката свадба, значи иглата јас сама си ја правам се. Ова е дел од носијата јабланичка струга. И овие јас ги работам, ова се го правам јас и паричките. Поради неможноста да ги има народните носии, билејќи се скапи да се купат, тоа ја натерало да започне дел од нив сама да ги изработува. Ова е Мариовската носија, исто како таписеријата, ова целата јас самата си ја работев. Ова е Кичевската носија. Кошулата и елекот се оригинал, меѓутоа, пошто немам разбоја, да имам разбој, сигурно би ткаела, ова е плетено. И таа носија јабланичката, онаа куклата што преска ви ја покажав со срмата горе со бисерите, ова е носијата, делот од носијата.
тој дел што е стелиот со бисери се вика ризик. Сите овие изработки може да се најдат во Скопје, каде ги продава. Интернетот не го користи, туку само со лична продажба. Може и да ја посетите во селото Лак, каде освен во убавините на природата, ќе уживате и во нејзините дела.